И на телевизија директно? Па имаше камера. А на телевизија дава директно пред? Не видиш нешто. Тама ти кончи. Стане? Абе, застани, чекай, седи си го редом, не оди таму. На тој работи по Абе, еве свештеник, гледаш? Добре.
Това е внука ти? Сакаш тука на литургија да седи мака Бог Што се лига? Сакаш? Еве ти продавница.
Ај. Ќе се врти надвор околу кој црква, кругови ќе се прават, Чекај малце, бабче, да не ти испотепам. Ќе се вртим низ црква затоа. Да. Чекај до телефон. Помилуј. Добро ти? Сега ќе се врти околу црква, затоа излагам. Кај е Јулијана? Помню, кај бегаш сега? Имам крв. Много? Малко. Сега е секогаш и во Благословен е нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Не ми бегај. Да. Да взимаме свеќи со свеќа да вртиме. А имаш пари ти? Ти имаш? Нема се сетим. Имам 50 денари, ама дека ова го снимам. А што има врска? Ќе си зам едно свеќе за мене да се земе. Да. Дојди. Еве тука има, тука. Благословен е нашиот Бог постојано, сега и секогаш и во вечни векови. Два најде. Боже, безбожен и вечер, ти кој што се си Имам привел од стотка, ама чекай да дали на живе. Ти кој што живееш на висока светлина и небото гребаш за престол, а земјата за подножје. Скенираш сметки? Ти кој што на Мојсија му даде заповед и план, а на Веселеј му дахна дух на премудрост и го способи за да ја изгради скинијата на сведоштвото, во која што службите и уредбите беа слика и праобраз на вистината, ти кој што на Соломона му дарува широко и пространо срце, и тогаш преку него го повика третиот храм, а со твоите свети и светови апостоли ја обнови благодата во духот на службата и вистинската скинија, и преку нив Господи на силите, светите храмови и жртвеници Твои си ги насадил по целата земја, за да ти се принесуваат духовни бескрвни жртви, и кој што си посакал и сега да се направи овој жртвеник во чест на светите Константин и Елена, и да се освети за Твоја слава и на Твојот единороден Син и на Твојот Свет Дух, и самиот безсмртен и проздарешни Цару, спомни ги Твоите добрини и Твоите милости, бидејќи си од пак век и немој да не отфрлаш нас
осквернетите од многу гревови, ниту пак да го раскинуваш кој завет поради нашата нечистотија, но сега презлеги нашите прегрешенија и утврдиме и успособиме со Твојата благодат и со слегувањето на животворниот и свет Твој дух, неоткудено да го завршиме оправдувањето на овој храм и да го извршиме осветувањето на неговиот жртвеник, за да те благословуваме во него со псалми, песни и со светотаински служби и постојано да го величаме Твоето милосрдие. Владико Господи Боже, Спасителу наш, надеж на сите краишта на земјата, услиши на нас грешните кои што Ти се молиме, испрати ни го пресветиот, почитуван и сесилен Твој дух, и освети го овој дом и жртвеникот во него, исполни го со вечната светлина, избери го за живеалиште за Тебе, направи го дом на Твојата слава, украси го со божествени дарови, постави го како пристаниште за носените од бури, како лекарство за страдањата, како прибежиште за немощните, како колоните од небесовите, Твоите очи да гледат на него дење и ноќе, и Твоите уши да внимаваат на молитвите, кои што гледуваат во него со страх и со побожност, и го повелуваат Твоето сечество и почитувано име, и се што ќе испосат од Тебе и да ги слушнеш горе на небесата, и да им направиш милост и милостив да бидеш. Сочувај го овој храм неразличен до свршетокот на вековите, и жртвеникот во него направи го светиња над светињите, преку силата и дејството на Твојот свет дух. Прослави го уште повеќе според законот на очистувањето, а извршуваните свещено действија во него, да достигнат до Твојот свет, над небесен и духовен жртвеник, и оттаму да ни принесат благодат од пречиславостот, зашто не се надеваме на служењето од нашите недостойни раце, туку на Твојата неискажлива добрина. Да не се гужваме таму. Надвор ќе се слушаме култура. Господи, помилуй.
Тебе, Господи, Боже наш, честите мъченици почиваш, кои за Тебе пострада, Тебе славно подескаме, на Отецов и Синов, Светиот Дух, сега и всекогаш, и во веки веков. Сега и секогаш и во веки векови. Со мир да излеземе. Би ме замолил, треба да излеземе. Па и подобро, и мене паника ме фаќа внатре. Да, не гушно може да се слуши. Ти не таки паника не се слуши паник? Не. Па? Може да се слуши вака. Ама не, јас сакам. Proszę kiedy troszy ze szminki. A widali mnie zakopczonowane. Ty się skapał. Господи моє просветување и спасите мојот, кого ке се бојам. Господи, защитник на мојот живот од
кого ќе се плашат. Од посланието на светиот апостол Павле пред евреите ќе се чита. Браќа, како оној кој што осветува и оние кои што се осветуваат, сите се од еден, и затоа Иисус не се страви да ги нарече браќа велики. Ќе го возвестам името Твое меѓу браќата мои, и насред црква ќе те посмеам, и пак јас ќе се надевам на него, и одново ќе тебе мене и децата мои што ти ги даде Бог. А бидејќи децата се учесници во телото и во крвта, и он се веднакво учество во тоа, да преку смртта да го победи оној кој што ја има власт на смртта, односно ѓаволот, и да ги избави оние кои што се прават и на вистина неодатки измирно да ототото на Авраама прими, затоа дошен беше во сета лична браќата, за да биде приготвен верен просвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите народи. Зашто во она кој што сам го претрпе, откако беше искушан, од тоа ќе може и искушуваните да им помогне. Мир на тебе што читаше. Алилуја, алилуја, алилуја. Немудрост просто, ако ја слушаме светото Евангелие. Мир на сите. Духови Твоему, Ти се чита од светото Евангелие по Матеја. Слави Господи, слава Тебе. Во она време дојде Исус во земјата на Кесарија Филипова и праша учениците своји и им рече: за кого ме мислат луѓето, мене Синот човечки? Тие одговорија: едни за Јована Крстител, други за Илија, а некои за Јеремија или за еден од пророците. Он им рече: а вие за кого ме мислите? Симон Петар одговори и рече: ти си Христос, Синот на живиот Бог. Тогаш Исус одговори и рече: лажен си ти, Симоне син Јонин, од и тело и крв не ти го открија тоа, а мојот Отец кој што е на небесата. И јас пак ти велам, ти си Петар и на тој камен ќе ја изградам црквата своја. И вратите на пеколот нема да ја надвладеа. Боже, по Твојата голема милост, и се молиме, чујте и помилуј. Помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Се молиме за благочестивиот и Христолюбив православен народ наш. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Се молиме за Господинот народ наш, Стефан, за високосвещените митрополити, Петра, Архангел, Јован, Илариот, Јосиф, Григорий, Георгий, Христа, наше братство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог Тебе слава Ти вознесуваме, Отец и Синот и Амин. Благословен кој наставен од верата, и ја создал Својата црква, од неја утврди ти молитвите наши, и прими го народот Царство ќе към Господ
иде така, ма. После те пакем за... Немаш салфетка ли? Не. Беше отворено, кога врата беше отворено. Еве. Што снимате? Што снимате? Ене го ти се Айде, почери доле. Видиш кај не снимаш? Гледај. Го гледаш дрон? Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Дај ма да запам, ти си изгаси тебе. Абе, немој така, може ти пукне телефонот. Слушаш? Ќе ти отидеш на телефонот, ќе ти експлодираш.
Таман кога ќе влезат ќе ни добарат. Уште се молиме за блажен спомен и вечен покој на отвека починатите благоверни цареви, ерарси, свештеници, дјакони и монаси и за сиот црковен клин, за отците, праотците, родителите наши и за сите памтиве од крајот до крајот на вселената, а со надежно воскресението и животот Светите отци предупредуваат дека во дојде ти кажа. Последните време се ще се тикаме. Зашто ти си упокојување на нашите души и тела, и тебе слава ти вознесуваме на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Ти си изгаси? Во блажено успение дај Господи вечен покој на твоите чеда и направи го споменот вече. Па. Добре, а да малце
Тоа викам не се договорих. Па јас сум звонам раде. Кој нема зоба? Добро, јас за тоа и се работа викам дали отиде наде, не знам што направи. Розева марама да не носиш? Да. А сега видов една така со косата. Одвојна. Имаш njena cica. Спасим те. Каде? Видиш? Со машинена. Прва е. До отец Александр. Ама не оставаме. Кажете кое време сакаш ке ги најдем. Ако нема, Жена му тоа со Кики одиме во Богородица и таму. Ова жена му нешто нема да ми принесе. А не ти ме знае ништо. Здраво. Хайде да не прашаме, да не може да прашаме. Ако сакате да ми помогнете, да ми помогнете. Држи ни нам. Вашата молитва да ја слуша Господ слуша. Хвала Господ, здрави да ни даде за Исусов наш пријател. Која беше, да не беше оватва? Не бе, моето. Да. Често ваше. Песя. Песя. О Господи, помилувати ся душа наша. Ја мислам монахо да си го земе, да сам туку. Слушаш? Монахо да си го земе. Ово е свештеников е... Го гледаш мето негде? Не. Зашто тебе ти прилега секоја слава, чест и поклонение, на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега секогаш и во вечни векови.
Благословен си Христе Боже, наш постојано сега и секогаш и во вечни векови. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на војските, тој е цар на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти, ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ над војските, тој е цар на славата. Подигнете ги порти горништата своји, подигнете се вечни порти и ќе влезе царот на славата. Господ крепкиот и силниот, Господ силен во војна, Господ на силите, тој е цар на славата. Пак и ќе влегуваме. Сакам да Ја мислам да ги давиш утре за школа. Зашто треба да ги давиш на неа сега, таа може да отиде... Ти си купи шминки. А шминки зашто исуште сега? Пак се за неа, ама ќе ги дам за други цели, така? Да. Ќе ги скористи. Од твоите свети храмови израства како плод за исцеление и самиот владико кој си дали на добрините, во молитвите на светиите, чисто може си благоволил, да бидат положени во твој честен жртвеник, удостојне, неосудено да ти принесуваме бескрвна жртва во него и дарувај ни се што просиме за спасение и преку тоа давајќи ни награда за оние кои што пострадаат за твоето свето име, да действува чудотворно за нашето спасение, зашто твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, амин.
Амин. Македонска православна црква Охридска архиепископија, Скопска православна епархија. Повелба. Денес, 28 септември 2025 лето Господово, на празникот Свети великомаченик Никити Преподобен Филотеј се изврши осветување на храмот посветен на светите рамноапостоли цар Константин и царица Елена во центар Скопје. Титор за доизградба на храмот е господин Сашо Костовски со благочестивото семејство Сања, Давид и Теодора. Проектот е на проектанското студио Леле Леле, а фрескоживописот го изработи сликарската тајфа на Лариса Бондаренко. Чинот на осветување го изврши поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, во сослужение со членовите на Светиот архиерејски синод. Петар, митрополит Преспанско-Пелагониски администратор австралиско-новозеландски, Агатангел, митрополит Повардарски, Јован, митрополит Крушевачко-Демирхисарски, Иларион, митрополит Брегалнички, Јосиф, митрополит Тетовско-Гостинарски, Григорий, митрополит Кумановско-Слободски, Георги, митрополит Деварско-Кичевски и Јоаким, епископ Дегановско-Виндерски. Осветувањето се изврши во време кога председател на Република Македонија е господја Гордана Силјановска-Давкова, а председател на владата на Република Македонија е господин Христијан Мицковски. Со Божи благослов на многа е лета подпишува архиепископ Охридски и Македонски. Многа е лета. Leta, no, Gaia leta, no, Gaia leta. Leta, mnoga ja leta, mnoga ja leta. После го објавуваш на групата? На која група? На твојата. Трпиме нас. Овој документ, повелбата. На друго. На шо? На друго. Која друго? Да, но пошто ако го објавам на тоа, нема цело да ми го собере. Да. Спиеш ли денес? Вечер спиеш? Овој документ, повелбата што се прочита, ја ставите заедно со светите ношти во престолот, како документ од кое време е граден храмот, кој го градел, кој го украсувал, кој е квиторот и кој го осветиле. Нека ни е честито и вечно. Пак излагуваат или не? Срцето моје и телото моје се зарадува на Бога живиот, зашто при жртвениците Твои и врапчето Синајдето и грлицата гнездо, каде што ти ги положи пилињата своји, Господи на силите, Цару мој и Боже мој. Важени се оние кои што престојуваат во Твојот дом, во вечни векови ќе те фалат. Важен е човекот кога подкрепата му е во Тебе, Господи, возвишувања во своето срце тој си постави во долината на плачот, во местото што самиот го назначи, зашто законодавецот ќе даде благослови, одете од сила во сила, Бог на боговите ќе биде виден во Сион. Господи Боже на силите, услуши ја молитвата моја, чуј го, Боже Јаковов, Боже заштитнику наш, види и погледни на лицето на својот помазаник, зашто еден ден во дворовите Твои е подобар од 1000 други. Решив
Подобро да бидам отпуснат во домот на Бога, отколку да живеам во живеалиштата на грешниците. Зашто милост и вистина љуби Господ Бог, благодат и слава ќе даде. Господ нема да ги лиши од добра оние кои што го не порочи Господа. Господи Боже на силите, блажен е човекот кој што се надева на Тебе. Ете вистината ја засака и непознатото и тајното од мудрост на Твоја ми го јави. Ке ме борости што исто и ке се очистам, ке ме измиеш и ке бидам побел од снег. Ке ми дадеш да чујам радост и веселие и ке се заразуваат коските мои смирени. Обрати го лицето Твое од гревовите мои и сите беззаконија мои очисти ги. Срце чисто создај по мене, Боже, и дух прав обнови во утробата моја. Не отврлај ме од лицето Твое и Духот Твој свет не одземај го од мене. Врати ми ја радоста на спасението Твое и со Духот владетелски трпи ме. Ке ги научам беззакониците на патишта. Сакаш ватра да влеземе или од тука ќе ја пратим? Ако има место барем до врата на пошто мене ме фаќа паника, скроз сум длабоко во гузва. Како те фаќа паника? Купла. Ама шо? Зашто да сакаше жртва јас ќе ти ја Ја па принесам. не можам Жртви се паленици, ти не сакаш. Жртва за Бога е дух скрушен, срце скрушено и смирено Бог нема да отфрли. По благоволението Свое Господи, прави му добро на Сион. Ќе седам заради тебе, Нато, добро? Како паника ти фаќа? Јас сум имала панична. Лепо. Само Носите така. и се палениците, тогаш на својот жртвеник ќе се принесе. Од гузва. Ама дамо, зашто? Ете, што е подобро или што е поубаво од тоа кога браќата Ќе ти живеат кажам заедно. Како миро врз главата, која се слева на брадата Аронова, која се слева на краевите од одеждата негова, како роза ермонска, која слегува на горите Сионски. Зашто таму Господ Подобро да те видат од црквата, отколку да те видат по македонски телевизија. Јасно ти е? Да. Не да си се покаал, не да си само чукнајна кој се покаал. Јасно ти е? Кој со своето спасително јавување си ги осветил водите на Јордан, самиот и сега испратија благодатта на Твојот светот и благословија Марода за осветување и благословување на овој Твој жртвеник, зашто си благословен во вечни векови. Амин. Амин. Спомнете Господи за Давид и за сека кротост негова, како му се заколна на Господа и му се завети на Бога Јаковов. Нема да влезам во шаторот на домот свој, нема да се искачам на одарот од постелата своја, нема да им дадам сон на очите мои, ниту дрехта на дрехите мои, ниту починка на образите мои, додека не му најдам место на Господа, живеалиште на Бога Јаковов. Да. Те слушнавме А за негово ти евра, па саваден не мисли дојле на Константин. Ке влеземе во живеалиштата негови, Па не знам што ме на местото каде што своја воземе негови. Стани Господ те Господи, предумисли. почивката своја, Мене не ми судиш, ти че ковчегот слава. на светињата Твоја. Јас Свештениците Твои ќе се облечат во правда и светиите Твои ќе се зарадуваат. Заради Давид, слугата Твој, не одвраќај го лицето од својот помазаникот Твој. Му се заколна Господ на Давид во вистината и нема да се отрече од неа. Од плодот на утробата Твоја ќе поставам врз престолот Твој. Ако синовите Твои го запазат заветот Твој и овие сведоштва мои на кои ќе ги научам, и синовите нивни додека ќе седат врз престолот Твој. Зашто Господ, одбра Сион, го избра за живеалиште свое. Тоа е моје почивалиште во вечни векови, овде ќе се населам, зашто него го избрав. Благословувајќи, ќе го благословам неговиот плен и сиромашните негови ќе ги наситам со лебови. Свештениците негови ќе ги облечам во спасение и светиите негови ќе се зарадуваат во радост. Ќе направам да изникне рогот на силата на Давид, а подготвив и светилник за мојот помазаник. Непријателите негови ќе ги облечам во страв, а на него ќе процвета светилната моја. Господ се зацари, во убави да се облече Господ во сила и се препаша.
зашто ја утврди вселената која нема да се помести. Престолот твој. Да си, ајде. Престолот твој е подготвен од века се ти. И подигна реките, Господи, и подигна реките гласовите своји од кучењето на многоте води. Чудесни се морските брадови, чудесен е од висините, Господ. Сведоштвата Твои во цело се потврдија, на домот Твој, Господи, прилега светост за долги дни. Суди ми, Господи, зашто не слобливо одев и на Господа надевајки се, нема да изнемошнам. Испитај ме, Господи, и искушај ме, издоган проверија утробата моја и срцето мое. Зашто милоста Твоја е пред очите мои и во вистината Твоја беше благопријатно. Не седем во собира во светлите и ге престапниците да нема да влезам. Во напразник со вранието на злобните и со безбожните нема да седам. Во невиност ги измија рацете мои и ке го обиколам Твојот жртвеник, Господи. За да слушнам гласот на похвалбата Твоја и да раскажем. Него пешкерот да се пришем. Ајде, брата, на има време. Нема да влезам во шаторот на домот свој, нема да се искачам на одарот од постелата своја, нема да им дадам сон на очите мои, ниту дренка на препките мои, ниту починка на образите мои, додека не му дам место на Господа, живеалиште на Бога Јаковов. Ете спуштам се за него во Ефрат, го најдовме во шлунските појми. Ке влеземе во живеалиштата негови, ке се поклониме на местото каде што стоја на негови. Стани, Господи, во чифтата Твоја, Ти ковчегот на светињата Своја. Свештениците Твои ке се облечат во правда и светите Твои ке се зарадуваат. Заради Давид, студата Твој, не отрекај го лицето од помазаникот Свој. Му се заколна Господ на Давид во вистината и нема да се отрече од неја. Од плодот на утробата Твоја ке поставам врз престолот Твој. Ако синовите Твои го запазат заветот мој и овие сведоштва мои на кои ги научам, и синовите нивни додека ќе седат врз престолот Твој. Зашто Господ го обра Сион, го избра за живеалиште Твое, тој е негово почивалиште во вечни векови, таму ќе се насели, зашто него го избра.
Благословувајќи ке го благословам неговиот плен и сиромашните негови ке ги наситам со лебови. Свештениците негови ке ги облечам во спасение и светините негови ке се радуваат со радост. Ке направам да истигне рогот на силата на Давид, подготвен светилник за мојот помазаник. Ке пријателите негови ке ги облечам во храм, а на него ке процвета светилина моја. Господ се зацари во главина се облече Господ во сила и се препаша, зашто ја утврди вселената која нема да се помести. Престолот Твој е подготвен од тогаш, однека се ти. И подигнаа реките Господи, и подигнаа реките гласовите своји, од бучењето на многуте води, чудесни се морските бранови, чудесни небовисините Господ. Сведоштвата Твои во целост потврдија, на домот Твој Господи, прилега светост, слободни денови. Суди ми Господи, зашто не добри одев, и на Господа надевајќи се, нема да изнемошта. Испитай ме, Господи, искушай ме, низ оган проверија утробата моја и срцето мое, зашто милоста Твоја е пред очите мои и во вистината Твоја ми беше благопријатна. Не се те постобират со суетите, но намразих собранието на злобните и со безбожните нема да седам. Во невиност и го примам Господи, за да го слушам това, и местото на скријата нека купува ја за да се почне да душата која со други крвни за други раци се га закупува сестрица со нами на истина. Јас пак ја читам на животот своја и баги И ти? А? Слава на Бога. Е пасално си на Санкова. А гаранти ми звона. Она ми се свети Јонас. И кажем да се спреми да дојде со автобус. Како сајка, нека дојде. Колко е сад? 10 до 10? До колко ќе треба? А литургија ќе има или само? Сигурно ќе трае. Не знам дали само го осветуваат или ќе се служи литургија. Може само осветување. Суди ми Господи, зашто не се одиме одев и на Господа надевајќи се нема да изнемошта. Испитай ме, Господи, искушај ме, и тога не проверија утробата Твоја и срцето моја. Зашто милоста Твоја пред очите мои и вистината Твоја ми беше благопријатна. Не се не постобират на суетите и ги пресвистите нема да седам. Ама оваа јадеш ушица, мајле јадеш.
во невиност и истина братите мои. Мислев да забрав да си причестиш. Сега ќе рече нема да ти. Сам при крај се веќе, ама... Па нема. Да. Поздрави го Филип. Па ја не ти ала. Како се зова? Следак станавте? Ќе оваквото, ќе доаѓаш тука кај Стар Константинирани си. А? Пати автобус. Кики? Пати автобус, викам. Да дојдеш тука многу убаво. Што? Шо викаш? Шо викаш, ме? Дај ми ја баба ти нешто да прашам. Дај ми ја баба ти нешто да прашам. Не те слуша никој, дај ми ја баба ти нешто да прашам. А ви има пренос на македонска телевизија? Може малце да видиме. Сакаш да свртиме? Ај, види. Пошто снимаат тука. Ние сме тука во центар. Има пренос? Здраве, тук ќе заврши, ќе дојдем. Ајде. Имало пренос. Како не? Ќе сакам да дојдем. А зашто можеш? Да се тргнат и телефон за таму. Оца бајло, се ми интервјува. Само го се види. Па само светување ќе има. Твоја Владие твое Христијано наше Даруја
Ке пак да го слушам. Никој не ги знае неговите патишта. А? Никој не ги знае неговите патишта. А тоа што ми даѓаат сонците добре? Ако ти се од радост, среќа, да. Да ги ставам. Има не запали, тоа ќе запалме, а веќе каде. Не ми се од радост, покајање. Епа се. Сакито ми. Одима да те интервјуира, кажи. Ајде, добра пана. Кај си? Убава ти доаѓаат сонци, значи благодата тоа се. Amen.
безсмертни, помилуй. Од жени побожни бараба. Од жени побожни барабари. Ништо не гледам. Знаеш дека сум слепа? На како сте? Епа, не гледам добро. Знаеш што? Мат не гледам. Дојди таму кај е. Па не знам, едно тоа. Стефан, моето име мајчица е Ангела. Во кој манастир седите? Кривидол. Кривидол. Во Свети Георги. Мило ми ја жал. Вие сте? Барбара. А она? Мило ми е се го запозна. Ся ти ти безсмертни, помилуй нас. А до колку те треба? До кај 12. Ако почнува сега веќе бијако сам време трае. Кога сега беше осветувањето, не? Ева, сики се почисти. Роден ли? Кој датум ти се знае? Хитарно. А да би сакала внатре да влезам, ама многу гужвам. Стварно? А јер сумата таму? Не можам назад. Ама гледаш, буде се осетиш. Ние сакаме да го вземаме вас, мам да ни треба муна Па вие вчера требаше во нашем разговор. Имаме ние методија, ама тој се на опит. Ние да сите си требаме. Профили. Да, ама доста издросна се пушта. Да, ето за тира. Кој ќе дојде во
Нешто треба да го дознам. Да, изјави за мека. Ајде, значи почна да има.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Денес е Свети Никита. Имаш иконка него. Той да ме здрави. Амин. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Господи, помилуј. Господи, плачеш? Знаеш херувимската песна?